Една од поважните државни институции која успешно функционира години наназад е Дирекцијата за заштита и спасување. Дирекцијата е формирана согласно Законот за заштита и спасување, а е настаната со спојување на цивилната заштита на Министерството за одбрана и Инспекцијата за заштита од пожари при Министерството за внатрешни работи. Со работа започна на 16 мај 2005 година, кога започнува да работи и подрачното одделение во Кичево. Секоја година одделението подготвува план за работа за подрачјето на кое делува. Да речеме, секое подрачно одделение за територијата на која функционира, конкретно за Кичево, изработуваме планови за заштита и спасување. Значи, тоа е на ниво на општина, го изработуваме ние како одделение, и сите подрачни одделенија на ниво на државата, ваквите планови ги обединуваат и сите одат во Дирекцијата за заштита и спасување, каде се изработува еден, значи, план за заштита и спасување на комплетно на целата држава. Повратно, од сите овие активности или планирани действија и во овој план и произлегуваат и активностите со кои во текот на, да речеме, тековната година или во идната година се она што произлегуваат како задачи ги црпиме од овој план. При подготвувањето на планот, според Поповски, се води сметка за проценката на загрозеност од потенцијални елементарни непогоди во општината, каде што действува подрачното одделение. Најголем акцент во проценката е даден, да речеме, на можноста од поплавување и загрозување од некакви си поплави, бидејќи имаме два речни тека во Кичевијата. Понатаму имаме речиго дел, бидејќи располагаме со голем фонд на шумско богатство, или имаме многу шуми во Кичевијата, значи и тој дел е опфатен, но во секој случај дека се опфатени другите мерки, значи заштита на животни и производи од животинско потекло, па заштита на земјоделски производи и, значи, и од земјоделско потекло. Понатаму имаме заштита од и спасување од урнатини, тоа е, значи, од земјотреси. Заштита и спасување имаме од пожари, заштита и спасување од неексплодирани убоени средства и така. Значи, тие се сите оние мерки кои на некој начин можат да го загрозат населението и да предизвикаат несакани последици во обичното живење или во екзистирањето на, да речеме, на заедницата. Од подрачното одделение упатуваат апел до сите граѓани кои имаат потреба од дирекцијата дека за секоја информација можат лично да се обратат во нивните канцеларии или преку телефонските броеви на Центарот за управување со кризи, полицијата или територијалната противпожарна единица во зависност од видот на проблемот.